Ништо, јас мислам следен чекор е да викниме Вин Дизел тука и да го договориме следниот Fast and Furious брзи и бесни тука се снима. Ама не со тие нивните, со наши актери, бате, ние од тука ќе му дајме. Оти само македонец може Вин Дизел да зафркни, бе, брат. Или евентуално некој од западниот сосед. Море шо ви се дешава? Чукнете си ја та глата малци. Излезете од филмоите кај што сте влезени. Во реалноста сол нема во очи, а си фрли, зема се сили. Ќе јачиме колите низ град. Боже Господе, еј. Значи уште протесто не почнат за чупето, одма имаше друга сообраќајка, удрил некој замин. После тоа верижна сообраќајка, 4 возил. Па сообраќајка не знам каде. Брзи вести можат вода да ни носат, кој Вин Дизел. Ама не бе тие филмоите. Невоспитаност и филмови многу гледање топра. И очигледно исто како Вин Дизел што не го фаќа законот на филмот, така и никој не фаќа закон овде. Освен ако си ти на пример или јас. Те пример за појас не носе, ќе те казна. Кој те прашва така? Мене не можат пошто јас стално го носам. И за до ВЦ појасо го клавам што вели жена ми. Ама што да прав? Јас ко почнував како студент да возам, не патев од комплекси појасо да не ми бил клаен вака некако да бидам застан. Оти ќе речи. Оти кој ќе ми ја плати казна. Немам јас на дедо ми сестра ти таму некој. И сакал негел после ми стана навик. И берикјат, а исто така ми стана навика и шпици да заборавам. А почнам да снимам, се заборвам и готово, кога да не постои та шпицата, кога да не е со намера таму клаен. Ајде да пуштиме, а после ќе вратиме темата пошто има што да се збора. Ајде бате, давај. Едно време Маш Коста се докажуваше со тоа дали пушиш или не пушиш. Абе, пали не шо баш си ти таков што не пуши. Пали јас си ти да. Ај не си маш. Не знам како е во другите града, ма битола кој ти речат не си маш, ти мора да го направиш тоа, ти готово бате, готово, не си пок. Да има една грешка. Значи ако има поизгорен народ да се покажува дека е маш од нас ЕВА, после тоа истото беше со алкохол. Знаеш како што сидат годините, абе пи една. Шо баш си ти таков што не пиеш море. Маш се знае да мани една, две, 10. Ај не си маш да маниш. Ај не си маш ова шишето го мани. Како одат годините, после тоа полека иди време, положвате сите возачки ово она, и после тоа не си маш со колата е поврзан. Абе, земи ја колата, тој татко ти не си маш. Шо маш си ти таков, речи му колата ми треба. За тој што те сили нема К од кола, нема. Нити паќе има со такво понашање, ма нема врска. Тие таквите стално наоѓаат некој што сака да биде прифатен од кул дечките и ќе ја земи од татко му колата, ни возачка ни ништо. И тој ќе ја повози малце, после ќе го усилат. Абе, дај јас да повозам малце, шо другар си ти таков. И другар се знае ќе дај колата. И од тука натаму веќе знаеме како завршваат тие приказни. Па после тоа од кога ќе положат сите, му абе тој шо маш си таков стапни, ајде што се влечка. Па шо маш си таков кај што носи. Па шо маш си таков пушти магленките. Добро, тоа обично кај бенвињата и по некој гол. А бога ми последно време и Ауди и Мерцедес не се позади, ама добро. Така полека, ма сигурно во текот на годините се направен грешен имидж за тоа како треба маш да биде, шо е маш. Што значи по денешните стандарди, не да речеме просечен македонец, за да биде некој сметан за маш, тој треба да пуши, да пие, да не носи каиш, да не седи право на столицата, туку вака да седи некако легнат, да ме тарашва бара нешто. Ги имате гледано тие за возачите, ако ги немате, гледајте. Да не се повторувам по 200 пати. Да се понаша како само тој да е на пато, застанва на сред улици, вози бавно, вози многу брзо, како ќе му дојди него, ме сваѓа. Правилата се него како ќе му дојди. Оти тоа е мажо, ме сваѓа. А никој не му кажува на тие таквите сурати дека ако веќе имаш толку многу потреба на секој да докажуваш дека си маш, па веројатно може да и не си. Така, пошто ако си маш, немаш потреба да докажуваш на други луѓе дека си маш. Маш си, точка. Толку едноставно е, просто е го граф. Што значи може да боли вистината. Ама ако константно мораш да правиш некои глупи постапки, само за да се докажеш во туѓите очи дека си маш, тогаш бате веројатно не си. Ни еден нормален маш не би бил засегнат од муабет. Што значи ако те боли, не треба да се расправаш со мене, туку треба малце да си застаниш пред огледало, се ополиш и си клаиш прсто на главата, си речиш чекај малце, може во право е човек. Пошто енергијата не лажи бе бати. Вие можете да се чаталите колку сакате, ама луѓето од околу кои те видат знаат точно и кој си, и шо си, и зошто си. Може да лажиш евентуално некој дечи што уште не знаат живото како. Да речем што живеат во некоја фантазија. Ама тие што уствари треба да ги импресионираш, не ги импресионираш. Јас разбирам да е некој дете, ајде знаеш има некој години кај што ете такви ти се години. Едноставно не знаеш како тогаш те мава тестостероном, мислиш дека така треба. Тоа уствари моментот кај што родителите треба да си превземат мерки. Уствари треба мерките одамна се преземе, нема врска. Тоа е крајни урок, ако не преземиш тоаш бате готово. Арно, ама има луѓе што годините му се за многу посериозни работи, за
фамилии за деца за чуда, ама не. Тие уште живеат во филмо Брзи и бесни, бева. Наместо да се образова, наместо да работи нешто, наместо нешто да прави конструктивно со животот, тие живеат во свет кај што се јачат коли, мотори, се вози бесно, адреналинот нешто. Кој адреналин, море, тиквари едни, кој адреналин? Брате, аз сум зависник на адреналин, ти не знаеш како е адреналино кога се крени муце. Абе, не знаеш ти како е. И не дај Боже да дозна. Иначе не постои човек на светот што не знае да се наклюка и да влези зад кола и да прави перенди. Само што 99% луѓето а користат глата за мислење, не само за стрижење. Што значи дај малце намалете го то доживувањето ваше и намалете со тие филмоите и ворете. Разбравме дека сте вие најголемите мажи светот што ги има видено, не само тука во светот. Се покажавте, се докажавте, ојте се платете си ги долгоите и продолжете да го терате животот како што треба се тера. Оти ова стварно нема смисла покеморе. За да не испадни дека еве го овој не разбира. Јас сваќам дека сме луѓе. Сите врват низ некакви фази. Разбирам и во собраќајот некојаш едноставно брза. На сите ни се случило да брзаме неки. Ајде да не е населено место да возиш 10-20 км побрзо од прописот. А не читаш ти во населено место возел 180 некој си таму. Море 180 на автопат не се вози. Чи еве сум човек што не е излезен од кола од положи. Таква ми е професијата. Сакал јас или некел си имам дупнато од возење и тука и низ Европа. И не знам дали во живото имам возено 180 на автопат низ Европа и то со кола дупло што може поќе. Значи возиш на некој автопат негде Унгарија, Германија, појма неам. Огромен прав. Стигнуваш до 160 и почнуваш да осеќаш дека колата отклонува неприродно. Па тега го стапниш поќе како што има луѓе што возат таму. И тебе може то ти го прави филмо адреналино нешто ау. Ама не си свесен колку малце треба да сецниш и да заминиш бева. Па камоли да возиш такви брзини во населено место. Значи треба 2 грама да немаш во глад. Било што да ти излези на пато во последен момент, макар и ѓубре некој лименка што дае толку ева. Јете мене највозена релација ми е Битола Скопје. Па шо се немам изнагледано на тој пат, тоа е страшно нешто бева. И то не од деца, од возрастни. Значи го гледаш човек во години, татко може да ми биде. Влезем во кола уба, напред камион, ние уште 2 коли зад него и тој од задна стргнува на кривина, бате ги претицва тој, оти кој е тој, никој не е. Мислат богој се повие патиштата море. Особено под Савајле кој треба примерно нека утринска емисија да се од. Мислат само тие се на пат. Са 2 ленти од оздола нагоре, една од озгора надолу. Тие 2 не му стигат, во третата во вашата влегва. А вие колона. Ја го кажувам како пример пошто ми си има случајно во едно возење на кај Скопје 3 пати со ред. Значи во растојание од 30 километри 3 пати иста случка со различни луѓе се деша. Салам сте ви или не сте салам море? Па не постои сила на светот што ќе ме натера на кривина претицвам. Прво затоа што мил ми е мене живот. Второ и уште побитно затоа што ги клаваш во опасност сите околу тебе. Знам дека тоа не ви е побитно, ма треба ви биди. Пошто ти ако сакаш тапнија колата и лета од озгора право в ниви. И то не е човечки. Па има луѓе што за тебе ќе се секираат. Ти може да си премногу заслепен од сопствените филми моментално за да го видиш тоа, ма постојат луѓе. И дури сам да направиш глупо, пак има луѓе што ќе те жала. Ама не си само ти бе брат, не сте само вие богојте на патојте. Еден е Бог. И ако на некој му се брза да оди да го запознае, не мора да ги брза сите други во процес. Патем не знам од каде право си земате и вие да се брзате за негде таму, ама добро. Друга тема е таа, ја кај ме однесовте човече. Оти, отпусти филмови во глава. Значи живи се има толку глупи луѓе по патиштата, вреѓајте се кога сакате, не ме интересира. Толку телиња има зад волан, тоа е чудо некој. И не е казна. Треба се измисли посебна единица што ќе маваш лапутници за глупости што се прат на патот, очигледно не се тепани луѓе. Такво понашање можеш да имаш само од невоспитаност, од аздисаност и од на дедо ми сестра ти таму што работи, што може да ти изве од калта. Што е најако од се? Што на крајот на денот џабе брза, џабе претицва на кривини, џабе прави перенди, џабе го ризикува животот на сите во сообраќајот, кога разликата од нормално и од брзо возење уопште не е голем. Знаеш која е разликата од подпропис возење до надпропис возење? 5 максимум 10 минути, толкова. И може да си правиш филм дека е поќе евентуално ако не застаниш негде до WC да одиш, па да добиеш некоја минута плюс, иначе толку. Таа минутажа може разлика му направи евентуално на брза помош, на никој друг во живот. Така што ај јас да не кажеме, вие кажете, вреди за 10 минути плюс да направиш белја од која нема враќање? Дали вреди? И дали вреди заради филмоите твои да страдат други луѓе? Тоа да ми го кажи. О, вие богој на патиштата. И мислам дека доста е за денес, пошто некако многу се вжештив со муабетот. Ќе продолжиме наредна епизода, има што се збор. Ама за денес доста ни некако дали едно времето се стоплува, дали парното поќе топли, не знам шо е, ама многу. Така што толку од мене, останете вие на нашата програма, пошто има и полабави емисии, еве лабаво има, све има. И не бидете брзи и бесни. Па се гледаме ние наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.